се млади луѓе. Малолетници убија таксист. Кинооко за насилството и младите со Марија Ралева, психијатар. Драги Змијанац од првата детска амбасада Меѓаши и Цена Чаловска, инспектор во Министерството за внатрешни работи. Кинооко вечерва во 21 часот. Професор доктор Марија Ралева, невропсихијатар, добро вечер, при Универзитетската клиника за психијатрија во Скопје. Драги Змијанац, извршен директор на првата детска амбасада Меѓаши во Скопје, добро вечер и до вас. И господја Цена Чаловска, началник на Оделението за превенција во Секретаријатот за внатрешни работи во Скопје. Добро вечер и за вас. Ви благодарам што издвоивте од вашето време. Навистина важна тема, ќе отвориме, се надевам, сите оние или повеќето од оние прашања кои се битни, кои генерираат оваа состојба и сите оние, ќе разговараме за сите оние мерки на кои упатуваат потребата да се разрешат овие ситуации, но еве пред тоа да ја најавиме историјата за филмот, што го поврзуваме со оваа тема вечерва. Почитувани гледачи, ќе ја видите кусата сторија за филмот Љубовта е кучка на мексиканскиот режисер Инариту. Тоа е неговиот прв дебитантски филм, иначе еден од по-интересните, по-атрактивните млади режисери во она што значи светска кинематографија. Така да сега ќе погледнеме приказната за филмот, кој вечера во 23 часот и 30 минути ќе можете да го гледате на Алфа телевизија и го поврзуваме со оваа тема вечерва, насилството и младите. Филмот Љубовта е кучка поврзува три животни приказни од предградијата на Мексико Сити. Во првата приказна, која ги поврзува другите две, го следиме Октавио кој се соочува со сериозни проблеми откако ќе се влюби во жената на својот брат Сузана. Тој и Сузана сакаат да побегнат, но Октавио нема пари. Излез ќе бара во вклучувањето на неговото куче Кофи во нелегални борби со кучиња, но тоа ќе му донесе дополнителни проблеми со уличните банди во градот. На едно друго место, Даниел, еден угледен издавач, ќе го напушти своето семејство за да живее со убавата манекенка Валерија, додека во истиот град се одигрува и третата приказна, која во средиштето го има бездомникот Елчиво. Елчиво е очаен зашто не може да ја пронајде својата ќерка и за да обезбеди пари за да може да ја бара, прифаќа да изврши убиство. Сите овие драматични судбини во градот во кој се чини дека насилството е единствено решение, ќе се поврзат со една сообраќајна несреќа. Филмот Љубовта е кучка е првиот филм на сега веќе познатиот режисер Александро Гонзалес Инариту. Еве не повторно во студиото на Алфа телевизија, во емисијата Кинооко, вечерва посветена на темата младите и насилството. Го видовме прилогот за филмот што го асоцираме вечерва со оваа тема во 23 часот и 30 минути ќе можете да го гледате. А сега ние овде во студиото ќе поразговараме. Вие сите сте на секој на свој начин поврзани со темата за која зборуваме вечерва, благодарение највеќе заради професијата со која се занимавате, имате контакти со целната група за која зборуваме вечерва. И еве на почетокот би сакал да во овој прв круг од прашања да поразговараме за тоа, да кажете ваше мислење за тоа дали е навистина до таа мера загрижувачка состојбата, а потоа ќе разговараме и за другите аспекти на оваа тема. Со што се среќавате во професијата? Дали е ова навистина така загрижувачки? Насилството и младите е една тема и феномен кој навистина е сеприсутен и растечки проблем, како глобално, така и локално, како што и самите најавивте. Секојдневно се соочуваме со оваа појава во секојдневната професионална работа, во медиумите и во секојдневниот живот, би рекла. Еве, преди малку, пред самиот наш разговор, слушнавме уште една непријатна вест дека едно младо момче на 21 година пред училиште, пред средно училиште избодено со нож, што значи дека тоа веќе стана секојдневна црна хроника во
животот на младите, воопшто на животот на обичните луѓе, а во животот на професионалците тоа е проблем веројатно број 1. Бидејќи мојата професија е главно насочена кон младата популација, кон децата и младите, проблемот на насилството меѓу младите како насилници, како сторители на насилство и младите како жртви на насилство е навистина тема која е растечка, се присутна и загрижува се повеќе. Добро. Господин Змијанац, вие неодамна отпочнавте една нова кампања. Меѓу другото, вие постојано и работите и на тоа, на подигање на свеста, во кажувањето на појавите и на феномените. Новата кампања ја нарековте за насилството не треба да се молчи. Да. Дали меѓу другото и од овие работи за кои зборуваме вечер, ова секојдневие со кое се соочуваат младите, исто така беше поттик за кампањата? Ние користиме повеќе индикатори за да може и да креираме јавно мислење. Значи, кампањите ни служат да ги фокусираме одговорните државни институции, родителите и училиштата, каде што може и малку да се делува превентивно дека насилството е во пораст, иако многу често имаме дилеми дали е во пораст, дали повеќе се говори за тоа или почесто се охрабрени возрастните и родителите да го пријавуваат насилството. Паралелно со оваа кампања имавме и истражување во 2344 училишта во 7 градови во Македонија, каде што се покажа дека навистина насилството е во пораст, особено од страна во училиштето, каде што се повеќе пријавуваат децата дека не се чувствуваат безбедни и сигурни во ходниците, во тоалетите, во училишните дворови и покрај тоа што има обезбедување и родителите очекуваат училиштето да биде безбедно и сигурно место на престој на нивните деца. Забележуваме взаемно насилство и меѓу врсниците, но и наставник, ученик и ученик наставник, со тоа што насилството од страна на наставниците кон децата е повеќе физичко со удирање, шлаканица, со стапче, креда и вербално, а разликата е децата возвраќаат со вербални вулгарни зборови кон наставникот, па потоа со пцовки и на крај со физичко пресметување. Кој е степенот во кој младите се вклучени во криминалот, во деликвенцијата, кој исто така да речеме може да биде резултат и на овој феномен на насилството во Македонија? Во просек да кажеме или ако ги следиме статистичките податоци еве изминатите 10 години, значи тие варираат, тука се некаде од 15 до 20%. Од вкупниот број на извршени кривични дела. Јас сметам дека насилството е во пораст. Дека сеопштото, вкупното насилство во општеството е во пораст. И паралелно со тоа и насилството меѓу младите е во пораст. Знаете, во средини, особено во општества кои се уште се во транзиција, каде што се уште нормите на однесување, вредносните системи не се етаблирани, не се пренесуваат од генерација на генерација, не се во функција на воспитување во училиштата, тешко е да се зборува за рамки во кои би се воспитувала младината. Еден од факторите за насилничко однесување е податокот дека се помалку децата се блиски со своите родители, уште во помалата детска возраст. Се помалку време проведуваат заедно. Се помалку размени на ниво родител-дете, дете-родител се одвиваат во емоционална смисла, во структурирање на времето, во организирање на заедничките игри, споделување и така натаму. Во училиштата децата веќе не се доживуваат дека е тоа некое место многу позитивно за проведување на голем дел од времето. Значи, останува еден голем дел неструктурирано време, кое младите ги прави желни во потрага за
авантури, возбуда и така натаму и приклонување кон врснички групи кои нудат ваква можност. Нудат можност да се биде главен, да се доживе моќно, да се биде, да се докажува, да ги контролираат другите и на тој начин нели лесно да влегуваат во експерименти, во искуства на насилничко однесување меѓу себе. Јачаловска полицијата имаше и во изминатите години, и минатата година, 2009-2010, на почетокот на учебната година, го поврзувам сега со училиштата, бидејќи ја отворивме таа тема, бидејќи важен елемент од целата оваа тема за која говориме ние се и училиштата. Очигледно дека воспостави некаква соработка, но за жал за да ги гасат пожарите. Имаше во Тетово една иницијатива за како беше да се одржува настава или полицијата заедно со училиштата да зборуваат со децата за тоа како да ги намалат ризиците од насилство и како да го намалат насилството воопшто. Потоа исто така и во Скопје имаше неколку иницијативи и вие Министерството за внатрешните работи исто така изрази желба дека ќе биде присутно во училишните дворови околу училиштата и така натаму. Но тоа е сето зборува за нешто кое гледаме слика во која дошло до таква ситуација да сега полицијата биде блиску до училиштето, што значи дека таму постои некаква потенцијална опасност. Каква е таа соработка? Како ги утврдувате овие потреби, комуникацијата со училиштата? Па во тој поглед јас можем да кажам што се однесува барем до Министерството за внатрешни работи дека има позитивна да кажам релација или многу добро воспоставена соработка со педагошките служби по училиштата без оглед на тоа дали станува збор за основните училишта или средните училишта на подрачјето на град Скопје. Дури да кажеме изминатата година, например, ние сега работиме малку поорганизирано во тој поглед кога станува збор за превентивните активности. Тоа говори и самиот факт што во текот на 2008 година, да кажеме, се формирани точно и овие одделенија кои што едното јас го водам во Скопје, значи одделение за превенција. Меѓутоа, многу години и пред тоа, значи ние имавме голем број на активности кои беа насочени кон намалување точно на насилното однесување на младите, дали во училиштата или надвор од училиштата, насилното однесување на спортските надпревари и така натаму. Меѓутоа, нели, се случуваат и веројатно ќе се случуваат вакви некои инциденти. Меѓутоа, реков дека многу веројатно треба да се направат многу коренити промени, тоа во сите сегменти на нашето живење, па дури и во сите институции. Значи, да не ги гледаме институциите посебно, бидејќи Министерството за внатрешни работи е само една алка, да кажеме, од целиот тој систем кој што има обврска во постапувањето со малолетниците. И да не речем, скоро секојдневно се среќава, значи во текот на своите работни ангажмани, полициските службеници се среќаваат со малолетници кои што се сторители на вакви кривични дела или на прекршоци. И затоа викам, многу коренити промени треба да се направат сите заедно, секој во рамките на својата област на делување, да најдеме некој начин или да се поврзиме сите заедно и сигурно тогаш би дале многу поголеми резултати. Исто во овој дел можеби треба да се спомене и сега локалната заедница. Значи локалната заедница тука или општините и како можат да помогнат во она што пред малку го говореше Ралева, во креирањето на слободното време, во отстапување на простори и така натаму, значи и во училиштата, но и надвор од училиштата. Но очигледна е потребата, значи ова што го говорите секако е резултат на потребите, но очигледна е потребата уште повеќе да му се посвети внимание на ова, бидејќи прилично непредвидливи се ситуациите со кои се соочуваме. Еве, ако се потсетиме на она навистина непријатен настан што се случи на плоштадот Македонија на лизгалиштето, кога навистина сосема неочекувано, без да има провокација било каква, таа, нели, се испостави дека се работи за навивачка група, на поминување наеднаш предизвикала такво насилство со сериозни последици. Тоа се деца од 13-14 години кои таму настраdaa.
Точно тоа, вие кажавте една многу убава реченица или неколку зборови кои што го нели го баш го укажуваат на содржината или на суштината на ова за што ние говориме. Точно тоа се некои немили или непредвидливи настани